Добро вечер, драги гледачи, драги слушачи, овдека Дени заедно со Коко? и ние сме овдека на Радио Лидер на фреквенцијата 107,4 и за оваа техничка реализација се погрижија Горан Лазаревски и Јане Јанков. Главен уредник е Љупчо Златев. Денешната дата е 18 март 2021 година и денеска одбравме за вас една спектакуларна тема, многу интересна. Мислам дека сите не опфаќа и мислам дека сите ќе се најдеме и ќе сватиме како уствари целата игра на некој начин е наметната за да ви го отежни вашиот успех. Малце контроверзно, но тука сме ние од наше искуство и од многу работи што сме истражили, што сме виделе од лична рака и буквално да ви ги кажеме работите како изгледаат и како стојат позади сцената. Да почнеме со социјалните мрежи, да речеме со Facebook. Да, дали имаме прво прашање, тоа да одговориме, две прашања брзинка. Од Мартин беше едното, тоест двете со двајцата се Мартин. Само Мартин и Мартин, да. Ако се викате Мартин, гледајте, не? Како да дознам кој ми е плафонот? Да, значи во минатата емисија зборувавме за плафон, за уствари плафонот на вашите верувања, што мислите дека е максимум доволно за вас. Мој совет за да го знаете вашиот плафон на вашите верувања, едноставно сетете се што ве прави да се чувствувате некомфортно. Во стилот, ако заработувате 300 евра на месец, дали 1000 евра да заработувате ве прават некомфортен? Дали 2000 евра, дали 5, кога ќе дојдете до она веќе да не може да се споите со таа слика, дека може вие да правите пример 10.000 евра на месец, тука знаете дека више сте надвор од вашиот плафон. Било што не мора да е за пари, со кого се осеќате удобно да комуницирате, дали тој човек е на низок социјален статус, среден или висок социјален статус. Секогаш кога ќе осетите дискомфорт, тука тоа е знакот дека вие сте надвор од вашиот безбеден домеин и дека вие сте негдека како се вика во шумата, надвор од комфорт зоната и тука може да осетите тој плафон. Да, реално јас исто би додал дека плафонот може да биде нешто нереално. Значи нешто што не може се уште да го свати у моментот, зашто ако го сваќа реално може да го има или баш. Пре би кажал дека мора да се смени како човек Мартин за да го удри тој плафон. Значи се што сакаме да направиме, бар од нас да се промениме скроз. Значи да имаме други навики, ако ги немаме тие навики сега, тоа е знак дека го немаме и тоа нешто, нели? Значи треба ги смениме сите навики, меѓутоа прашањето како што гласи кој ми е плафонот, јас би кажал дека треба да е нешто нереално. Првично, значи нереално. Ако ќе речам, ако Мартин зима 250-300 евра, плафонот може да му е 3000 евра. Значи тука е нешто нереално. Мартин не сваќа сега како може да ги направи тие пари. И да цели, да ги смени своите навики, да цели кон тоа како е можно да направи 3000 евра. И ако тоа му е плафонот, најдобро да е плафонот нешто што не може да го отствари, пошто ако е нешто што може да го отствари, например да се рече плафонот ми е 500 евра, ќе стигне негде до 500 евра, 450, 470, ама нема да стигне до 500. Ако се рече 3000, ќе најде начини, пошто е можно, многу луѓе прават веќе 3000, 5000, 10000 евра и ќе го најде начинот. Така, многу го кажа. Да. Што вика другиот Мартин? Второто прашање го немам запишано, пошто ни го пиша во порака, дали ти текнува како беше? Мислам нешто за анксиозноста дека беше. Да. Како пошто се осеќа анксиозен, како да го исчисти тоа? Како да совладам анксиозноста? Да. Совет од мене како да се совлада анксиозноста, значи прво доколку се чувствувате повеќе анксиозен и доколку не можете да се справите сами со тоа, контактирајте некое нормално професионално лице, консултирајте се со доктор, тоа е прво пред се. А во сооднос на тоа да си допомогнете, мој совет е да ја сватите анксиозноста како не како емоција, него како нешто што се јавува кога бегате од вашите емоции. Кога не сте доволно самите со себе и кога немате добра врска со вашата не слабост, него со вашата vulnerability, како би било превод. Со вашата како што викаш, кревкост, човечка кревкост што имаме сите, дека не можеме да го контролираме целиот свет околу нас, дека има работи кои што се ван нашата контрола и дека во секој момент
може да се случи се и се што. Тоа го знаеме сите подсвесно и пробуваме со секој можен начин да го тргнеме паметот од тоа, да избегаме од таа вистина, затоа што не ќе се соочиме со нашата човечка кревкост, но баш заради тоа бегање доаѓа анксиозноста, затоа што дел од вас знае дека секоја сигурност што ја наоѓате на некој начин илузиорна, не е вистинска сигурност. Дека нормално можеме тор утре падне, никој не го знае тоа, така, може се да се случи и таа несигурна вистина во животот е секогаш таму, не можеме да избегаме од неа колку и да сакаме. Највеќе мене што ми има помогнато е да се соочам и да прифатам таа вистина, дека има работи во животот кои што не може да ги контролираме и дека тоа е едноставно вистината на животот. Тоа кога ќе го прифати, да мислам дека анксиозноста стивнува, бар таа анксиозност од бегањето од самите себе си. И пак ќе кажам, консултација со доктори, тоа е се заедно ќе ви помогне. Да, реално исто јас би додал дека тоа е на некој начин повик call to action, што го викаат они. Значи повик за нешто да направите, за да преземете нешто за таа анксиозност. Вие мислам дека од прилика знаете која е вашата анксиозност и што треба да превземете, ама како што вика Дени, ние го стишуваме тоа во нас, таа емотивна врска и одеднаш тоа знае да испука во паничен напад, во и ред други работи, посериозно. Да, баш. Ајде да се фрлиме на темата, зашто темата имаме, многу интересни работи, многу што да се каже. Вие чекате и многу занимлива пар. Значи, темата за денеска е темната страна на социјалните мрежи што ви контролира животот. Да, значи ние ќе кажеме што е тоа и како може вие да го искористите тоа во ваш бенефит. Значи не е све така мрачно како што изгледа, туку можете да го придобиете тој алгоритам да работи за вас и да ви помогне да успеете во работите што сакате да успеете. Да, но за да доеме до тоа ќе почнеме прво со мрачното, за да сватиме сите дека не е работата толку наивна, како што уствари многу ја сваќаат, дека има сериозни последици и баш заради тоа ќе почнам со една студија што е објавена јавно на интернет, официјална студија и мислам најдолгата студија правена на социјални мрежи од 2009 година до 2019 година. Ги имаат студијата ги опфаќа тинеџерите, поготово девојчињата тинеџери од 13 години па нагоре, до 35 мислам, више возрастни луѓе, гледа како влијаат социјалните мрежи на тинеџери, општо на сите луѓе од таа граница, од 13 до 35 години мислам. Што е најдено и тоа што е страшно во таа студија е дека социјалните мрежи користење на повеќе од 2 сати во денот влијаат на зголемување на самоубиство, поготово кај девојчињата од 13 до 20 и некоја година, затоа што они во тој период на животот се во една фаза каде што се соочуваат нели веќе со темната страна на светот и без социјални мрежи, но социјалните мрежи тука им ги ставаат тие FOMO, пример, страв од пропуштање на некои работи, као што гледаме на Инстаграм, секој го живее перфектниот живот, но не сваќаме дека од другата страна тој се слика така и дека позади таа личност има емоции и дека он има исто други 300 емоции кои ги осеќа во него, но не ги покажува на таа слика. Дека сликата што објавува е една од 100 слики што ги имаат сликано, за да испадне најубав и да изгледаш неговиот живот најспектакуларен. Но ние кога гледаме на социјалните мрежи, го гледаме само тоа најубавото и си викаме дека чекај, ние не живееме вака, нешто не е во ред со нас. Да. Тоа кај млади луѓе, кај поготово кај девојчиња, тинеџерки и кај машки нормално, во студијата има покажано највеќе резултат кај девојчиња, има мислам дека 70% изголеменост на самоубиство. Тоа е онака шокантна бројка. Значи едно е тоа страф од пропуштање, второ е компетиција, така, он како изгледа, ја треба вака да изгледам. Да. Поставување на нереални стандарди кои сите почнуваме и ги бркаме. И тоа е едно од работите кои што пред социјалните мрежи не било. Значи, од кога се дојдени социјалните мрежи, има зголемено стапката на самоубиство. Тоа не е коинциденција. Така, значи, тоа е сериозен проблем кој што треба, ако ништо друго, бар да се разговара за него. Не да се крие. Да се извади на виделина. Затоа што ќе збориме и оваа емисија за алгоритмите, како стануваат се пософистицирани и тие буквално ви го перат паметот и не дозволуваат да се тргнете. Користат многу психолошки техники кои ќе ги кажеме точно. Баш и ќе објасниме една психолошка техника што ја користат,
како уствари ви го задржуваат вниманието, ве прават што повеќе внимание да потрошите таму. Дали имаш нешто да Не, баш таа втората подточка што сакаме да спомнеме, нели кажаме негативните последици на социјалните мрежи и реално целата тема ќе биде опфатена за тоа. Меѓутоа втората подточка е како социјалните мрежи ви го перат паметот. Тоа е многу е дури кога ќе баш сме седеле со многу луѓе викаат абе само што помислив да го купам апаратов се ми се појави. Тоа не е туку така, не е универзумот. Не е универзумот, тоа се вие со самото тоа кога правите Facebook профил се злошувате Facebook да ги зима вашите информации. И тоа што го додавате Facebook Messenger ви дозволувате на Facebook да ве слуша кога зборите. Значи има толку добар алгоритам што разбира на сите азици и што е да спомнете Facebook точно ве таргетира и ви ги дава тие реклами што вие ги зборите и сакате да ги купите. Значи ви ги разбира фразите и сега ја што зборам, можеби ќе ми дае Facebook некоја реклама друга што збориме сега за фотоапарати. Баш сум тестирал и сум викал електронски уреди на англиски и ми излагат електронски уреди. Значи тоа не е случајност, туку Facebook ги користи вашите информации. Тоа можете да го прочитате, тоа официјално е, меѓутоа кој ги чита, нели оние Terms and Conditions, никој не ги чита, само скролаат и стискаат, се согласувам. Facebook ги користи вашите информации, вашите фрази ги користи и ви дава на некој начин, тоа не е негативно, кога ќе навлеземе понатаму, меѓутоа на првично вие ве прави на еден начин конзумер. Секој бизнис сака да расте, нели нормално е тоа. Facebook го нашол правиот начин за да порасне. И вие сте се сложиле за тоа, така да правната страна е оправдана. Значи, вие само што користите Facebook му дозволате тоа да го прави. Значи, ви ги слуша вашите информации, ви ги дава информациите што ги сакате и што е најинтересно, кога го користите Facebook, кога кликате на одредени линкови, например тоа се за да речеме за животни. Facebook цело време ќе ви пушта линкови за животни. Значи знае дека вие веќе сакате да гледате за пример, за кучиња, за мачиња и само ќе ви дава кучиња и мачиња. И ќе ве стави во тој меур на кучиња и мачиња и ќе ви ги дава постојано тие информации. Зашто мислите дека не гледате веќе постови од пријатели, не гледате толку постои како порано, затоа што алгоритмот има толку многу луѓе што избацуваат информации на Facebook што Facebook мора да ги филтрира тие информации. Тоа е на некој начин исто од бизнес аспект перфектно. Значи ви дава тоа што сакате да гледате. Ако вие гледате негативни информации, ако гледате кучиња, мачиња, тоа ништо нема ви помогне, нели? Мислам, знаете и самите. Ако гледате нешто што нема раз за вас, само тоа ќе ви го дава Facebook и ќе ве стави во тој круг што вие не можете на некој начин да излезете, ќе мора да се интересирате за други работи, за да почне Facebook да ви ги дава тие работи. Затоа ќе кажам исто така малце понатаму како вие да го искористите алгоритмот во ваш бенефит, за да може да ви помогне алгоритмот, тој перфектен алгоритам, за да ви помогне за било што. Пак ќе кажам, да свирите гитара, да изградите бизнис, да почнете нов бизнис, што сакате да почнете во ваш бенефит. Да, баш ја ќе се надоврзам за овај и ќе кажам 4 играчи кои уствари се вклучени во целата оваа приказна. 4 играчи, ќе почнам со првиот, тоа се нормално платформите, како што се Instagram, Facebook и сите тие платформи се бизниси, приватни бизниси кои што се борат за нивниот успех, така, они се огромни корпорации, имаат преголем успех, но како секој бизнис се борат за повеќе успех. Главната алатка на тие бизниси не е вие да направите акаунт, да гледате слики, нивната главна алатка, нивниот главен бизнис се рекламите. Значи секој бизнис се остварува продажба. Тоа е бизнисот, што и да правите, дали давате кафе, дали возите такси, дали имате Facebook. На крај на денот има купец, има продажба. Тоа е структурата и главното нешто на секој бизнис. Тие бизниси као Facebook и као Instagram се борат да развијат таа алатка за продажба што по-софистицирано и по-софистицирано да може да го најде потенцијалниот купувач и да му го пласира продуктот кој он е желен да го купи. Затоа они прават алгоритми кои ги користат тие информации вие што ги пишувате на чет. Значи од моментот кога се палите на Instagram, почнува еден тајмер да куца.
тој тајмер куца позади, значи самиот алгоритам е математичка равенка, математичка формула која пресметува. Вие имате акаунт и тој акаунт е поврзан на сите мрежи. Чим се упалите на Инстаграм, почнува тајмер и тој тајмер пресметува колку време стоите на еден пост. Колку брзо го скролувате тој пост. Кој е другиот пост што ќе ви го фати вниманието после брзо скролање на 3 поста, пример. Што ќе лајкнете, што ви прави да лајкнете па после тоа да искоментирате. Тој алгоритам буквално пресметува се и прави една слика за вас и знае точно во кој момент што вие сакате да гледате, што не икате да. Зошто го прави тоа? За да може полесно кога треба ви пласира продукт, да ви пласира во моментот кога највеќе има шанса да купите. Значи тоа е тоа, он на некој начин ве спрема за вие да бидете желни да купите. Како знае кој продукт го сакате, за тоа ги црпи информациите, за тоа црпи во тој период од животот за што сте заинтересирани и врз контекст на тоа он знае што да ви пласира. Затоа ако пример пребарувате за фотоапарати, како што кажавме, следната реклама ќе биде за фотоапарати. Доколку кликнете на таа реклама ќе ви излезат уште 5 реклами за фотоапарати. Тука више алгоритмот сваќа, на овој юзер требаат фотоапарати. Најверојатно бара да купи фотоапарат, ќе му пласираме фотоапарати. Зошто доколку купи тој юзер фотоапарат и Инстаграм и тие што продаваат фотоапарат сите прават пари од тоа. Значи на тој бизнис тоа му одговара. Затоа они го создаваат тој алгоритам да биде толку софистициран, за да знае точно кога, во кој момент, во кој период од денот што ти треба и кога би купил, за да ти го пласира тој продукт. Но заради сето ова се појавува една негативна појава. Значи, самите социјални мрежи не земаат во предвид колку нивното манипулирање и како влијае уствари врз луѓето. Еве еден пример како социјалните мрежи ви го задржуваат вниманието. Кога ќе отворите Инстаграм, првиот пост може би е нешто интересно, вториот пост не е, третиот пост не е, четвртиот не е, петиот топ нешто што вие го сакате. Тоа е намерно така направено. Доколку Инстаграм ви ги дава сите постови да се подредени како тоа вие што сакате да го гледате, нема да биде толку ефективно доколку отколку ако ви дава нешто што сакате, па нешто што не ви интересира, па нешто пак што сакате. Зашто тука игра на самата хемија на мозокот, исто како што апарати во казината делуваат на истиот принцип. Не ви даваат добивка, не ви даваат, одеднашка ви даваат. Тоа не прави позависни отколку цело време да добиваме награда. Тоа е докажано според многу студии, психолошки експерименти, дека доколку цело време добиваме награда, ние нема да станеме толку зависни отколку ако добиеме награда, па некое време не добиваме, па после тоа добиеме. Тогаш више стануваме зависни, се инсталира таа зависност во нас. И самите социјални мрежи го знаат тоа и го практикуваат тоа за юзерите да метнуваат да инвестираат повеќе внимание на тие платформи. Зошто? Затоа што вниманието ги храни алгоритмите. Колку алгоритмите се повеќе нахранети, толку стануваат пософистицирани и самите платформи имаат појака алатка за рекламирање. Вториот играч се компаниите што се рекламираат. Така, тие што имаат фотоапарат и сакаат да го продаат. Ја доколку имам или ти доколку имаш фотоапарат, би искористил најсофистицираната алатка, така, затоа што знаеш дека би остварил највеќе продажби преку неа. Така да, јас би го избрал Инстаграм, затоа што Инстаграм има најдобра алатка. Значи Инстаграм се бори за да направи најдобра алатка, за да можат тие луѓе што се рекламираат да го изберат него пред, пример, YouTube или некоја друга платформа, што исто се бори. Третиот играч се самите юзери, како што кажавме, юзерите што посветуваат внимание на кои што уствари им е пласиран продуктот. Има баш една многу јака као реченица, доколку не плаќаш за продуктот, тогаш најверојатно ти си продуктот. Значи, никој од нас не плаќа за социјални мрежи, затоа што сите од нас сме продуктот на социјалните мрежи. Ние сме тие кои што големите компании се борат да ни го купат вниманието. Ни го купуваат вниманието со сите тие психолошки трикови кои што самите платформи ги ставаат во нив за да станете зависни. И четвртиот играч кој што и ние сме биле дел од тој тим се контент креаторите, луѓето што создаваат контент. Самите платформи имаат направено нешто многу брилијантно. На луѓето што создаваат контент им имаат дадено трошки
од заработувачката што се случува помеѓу тој што пласира продукт и они што го рекламираат продуктот. Значи им дава некој вид на комисија. Таа комисија е трошки реално за тоа они што го заработуваат, но е доволно за тие што создаваат контент да живеат. И зошто ова брилјантно затоа што самите тие луѓе, нормални луѓе, се борат за да го привлечат вниманието на луѓето што се на тие платформи. И самата таа борба им прија на тие платформи, затоа што ти си на некој начин воин, користиш психолошки техники за да привлечеш луѓе на твојот пост или твојата слика, за да ти заработиш некоја минимална сума, а воедно ги држиш луѓето на таа платформа и алгоритмот се храни. И таа платформа расте. Така, значи тоа е многу брилјантна шема разработена за на крај на денот се сведува на пари. Да. Баш убаво кажа пример, ние сме тие четвртите што сме креирале контент и знаеме дека луѓето повеќе сакаат да читаат негативни вести. Колку е тоа, мислам, лошо, таа е реалноста. Кога ќе пишеме ние негативна вест на нашиот сајт, имаме многу поголем трафик или повеќе луѓе доаѓаат на нашиот сајт. И ние ги користевме тие техники за да напишеме позитивен артикл со негативен наслов и со негативна слика за да привлечеме луѓе да читаат позитивни вести. Сега, замислете што ќе се случи ако вие само пласирате контент или артикли кои се негативни. Вие ќе имате многу поголем трафик или повеќе луѓе ќе ви ја посетуваат страната. Меѓутоа што значи тоа за юзерите, за луѓето што го користат тоа? Тоа значи дека тие луѓе Facebook им пласира само негативни вести. И тука е таа негативна страна што ја збориме. Значи вие ќе бидете затворени во еден круг на негативни вести и ќе мислите дека само таа страна постои, затоа што кај да отворите Facebook, Instagram ќе ги гледате тие вести, негативни вести што реално нема да имате никаков бенефит од нив, нема да имате ништо позитивно и нема ништо ново да научите. И што е проблемот? Негативните вести ги доминираат социјалните мрежи. Зашто? Затоа што луѓето прво сакаат да видат негативни вести. Тоа е психолошки аспект на луѓето, затоа што они сакаат да видат прво што се плашат, нели? Прво што се плашат. Ако нешто ги плаши, ако има нешто внатре, како што ни го гледате наслово денеска, шокантно, така? Се гладам дека ова ќе биде најгледаниот подкаст наш. Да, само ради насловот. Ние ви даваме корисни информации, ви даваме брилјантни изџвакано знаење, што реално ќе ви користи вас многу добро. Затоа, ќе преминам на третата точка, како вие да искористите позитивната страна од социјалните мрежи. Вие ќе искористите позитивната страна од социјалните мрежи, денеска ако моментов седнете и сите што ги следите, ги тргнете од вашите социјални мрежи и се обкружите со луѓе што стварно сакате да ги читате, што се ваши ментори, што сакате да бидете кон нив, што ви даваат позитивна енергија, убави информации. Тоа е единствениот начин како вие да преминете од тој, како да кажам, затроен круг и да отидете во некој позитивен круг, за да можете да си ги отстварите реално да влезете во нова реалност. Затоа што како не знам дали сте го гледале, би ви препорачал ако не сте го гледале да го гледате под хитно. Социјална дилема се вика или social dilemma на англиски, на Netflix документарец. Ќе видите како уствари социјалните мрежи создаваат кругови на реалност кај сите луѓе. Меури, да, баш. Зашто мислите дека едни се за една политичка група, други за друга политичка група? И за двете политички групи имате факти. Значи кога ќе ги видите постовите, кога ќе ги видите внатре што се информациите, и двата поста или артикли имаат смисла, имаат факти. И двата артикли ви се реални и вистински само која страна гледате. Затоа има сега денеска има најголема светска поделеност. И тоа представува еден огромен проблем, зашто никој не може да се како да кажам, да се качи на исто ниво и да се разбера, да има диалог, да има дебата да има, да, едноставно да има дебата, пошто сите што живееме во нашиот свет таргетирани од алгоритмот што ни исфрли информации што реално сакаме ние да ги гледаме. Значи пазете која е таа иронија. Значи ве следи вас алгоритмот, ве користи како купувач, што реално подобро вие да ве користи како купувач за нешто што стварно сакате да го отстварите, би потрошиле пари за, пак ја кажам, како да свирите на гитара да научите,
Зашто да не биде сакаш да свириш на гитара? Да, многу ја зборам излак, треба ја да си купам нешто да почнам да свирам. Наредна мисија може да се појам со гитара така да не се чудите. Тоа да ни биде интро. Да, реално обкружете се со работи, со креатори, со како што ќе кажам веб страни што пласираат поубави вести на некој начин, не поубави, едноставно покорисни вести што вас ќе ви користат. Бидете малце себечни за себе и криете го тој круг на ваш алгоритам за да го користите во ваш бенефит. Едино е само така вие ќе отстварите еден позитивен круг на социјални мрежи и ќе го натерате алгоритмот да ви пласира вести што стварно сакате да ги слушате. Ако на пример на TikTok се заглавувате и гледате видеа со мачки и кучиња, само тоа ќе пласира TikTok. Така и Facebook, така и Instagram. Ако гледате само негативни вести, само тоа ќе ви пласира. И вие може да замислите како тие негативни вести влијаат на вашиот мозок и на вашиот раст у секоја смисла на зборот. Значи морате да се обкружите денеска, тргнете ги сите креатори што не сакате да ги следите и почнете да стискате на позитивни вести. Ако не ви влечат толку внимание, верувајте после некое време ќе ви станат нормални и ќе имате многу убав круг на пријатели, на креатори што ќе ви инспирираат и ќе ве буткаат да идете понатаму во животот. Да, многу убаво кажано и тоа е стварно првиот чекор. Исто ќе додадам уште еден чекор. Од кога ќе се оттргнете од сите тие креатори, затоа што нели субјективно е што е негативно, што е позитивно, за некој што е премногу на левата страна ќе биде негативно тоа што е на десната страна. Да. И самиот алгоритам, како што кажавме, прави меур заради тоа што сака да ви го задржи вниманието, ви пласира вести кои што вие сакате да ги слушате. Тоа се вика confirmation bias. Самиот мозок има биas као програма во самиот мозок да негира се што не припаѓа на вашите верувања. Да. Значи се што вие сте убедени дека е така, тоа го прифаќате 100%, не го ни тестирате, не го ни прашувате. Тоа што малце ги контрира на вашите верувања, одма го дискредитирате, го тргате на страна. И самиот алгоритам игра на тој бајас, што го имаме сите во нашиот памет и ви пласира само вести што сакате да ги слушате. Ви создава еден меур, но не ви го прави тоа од некоја злобна страна, затоа што сака ви наштети. Тоа е едноставно алатка што функционира така, како што кажавме на крај на денот за маркетинг. Да. Но вие може да искористите таа алатка, малце се надевам после оваа емисија ќе бидете свесни и ќе идете против тој confirmation bias што го имате. Заследете некој што има спротивно мислење од вас во било што и да правите, дали е за политика, дали е за ваши интереси, за било што, заследете некој што е скроз контра од вас. За да може едноставно да го избалансирате самиот алгоритам, за да не ве однесе премногу лево или премногу десно, затоа што како што кажавме, денеска во светот е проблем тоа што нема диалог. Од секогаш имало повеќе страни, така? Да. Но денеска тие страни се толку поделени и толку им е пласирано на секоја од тие страни кастомизирани вести само за нив, кои што им го задржуваат нивното верување, кои не им го ни тестираат, и они мислат дека тоа они што го знаат, тоа е правилното. Тоа е точното и другите се погрешни. Ама и другата страна го мисли истото. Да. Затоа што они имаат исто вести со исти такви факти. И тие кои ќе дојдат на дебата едноставно не се ни слушаат. Затоа што и двете страни се убедени дека они се правилните. И не постои дебата. И не постои простор за муабет и некој заеднички мост кај што може да се дојде да се видат фактите од едната страна и фактите од другата страна, да се направи некој конструктивно решение, така да се донесе некој заедничко решение. Затоа одследете ги сите што не ви инспирираат, што пример ве прават, не знам, да не ви покажуваат ништо добро, едноставно најте слики, се сликале на плажа или на ова, некои баш некорисни информации. И заследете луѓе што ви инспирираат и еден или двајца луѓе што се спротивни од вас. Тоа е, мислам дека формулата за да го направите балансот, за да го искористите алгоритмот во ваша полза и едноставно да бидете избалансирани, да немате мислење што е премногу лево или премногу десно, него да ги гледате фактите од двете страни, затоа што никој не го знае точниот одговор, ама сите ги знаеме дел од фактите. Кога ќе ги ставиме тие факти како на слагалица, може да дојме бар малце поблиску до генералната вистина. Да, ако постои некоја генерална вистина. Па да, реално пак ќе кажам тоа истото што го збориме, значи морате да седнете
и да го направите вашиот идеален круг, идеалниот бабл, што викаат, идеалниот меур, што сакате да го гледате. Зашо пошто ако го пуштите, како да кажам, ако пуштите вашиот мозок да талка по информации, вие ќе залутате по смешни мачиња, смешни кучиња, така и ќе ве селектира алгоритмот и само тоа ќе ви пласира. И вие реално многу трошиме време на социјални мрежи денеска, тоа е факт, тоа е студија што реално цело време се зголемуваат, зашто така и функционира светот. Кога чекате во банка, вадите телефон. Кога чекате некој другар на кафе, пример, вадите телефон. На пауза на работа вадите телефон. Едноставно така функционира светот. Ако сакате да го подобрите тоа, ќе направите како што вика Дени, одследете ги сите можни луѓе и креатори и све што немате никаков бенефит. Што е тоа, како да кажам, само една убава слика. Не ви треба тоа едноставно. Ако ви интересира фотографија, заследете 10 фотографери што објаснуваат, што ви учат како да сликате, кој агол да го земете да сликате. Едноставно заследете луѓе што стварно ќе ве инспирираат и да е нешто што се уште не сте заинтересирани, пак ќе земам свирење на гитара. Ако сакате некои гитаристи, заследете гитаристи да видите како да засвирите, може ја денес ќе направам тоа, што го зборам цело време. Едноставно заследете луѓе нешто што сакате да научите и да не е тоа ваша специјалност у моментот. Например, ако сакате некој јазик нов да учите, едноставно заследете луѓе што учат други луѓе други јазици, например англиско-француски или македонско-англиски. Едноставно морате да се обкружите со работите што сакате да ги имате. Зашто животот, пак ќе кажам, вака поминува и едноставно си тече животот, си течат работите. Алгоритмот точно те знае каков човек си, што и да направиш глупо знае кај ќе се скриеш, така да едноставно направите го тоа во ваша корист, дали ќе го направите или не се сведува на вас, меѓутоа ние ви препорачуваме да го направите тоа подхитно, затоа што животот тече брзо и морате да го контролирате тоа во ваш бенефит, за да растете едноставно, за сите желби што сакате, барем блиску да стигнете до вашите желби, да имате поубав, покомфорен живот, со поголеми примања, со поголеми возбуди, со поголеми емоции, поубави емоции и така дај. Да, значи денеска во светот постои војна. И таа војна е психичка војна и главната цел за која што таа војна се одвива е да ви го земат вашето внимание. Сите се борат за вашето внимание на секој чекор, секој билборд, секоја реклама, секоја песна, секоја реклама меѓу песни. Се бори да ви го земе вниманието и да ве натера да купите нешто. Да. Или да ве натера да имате одредено мислење. И пак дури ќе шпекулирам дека тоа одредено мислење треба да ве води за да купите нешто. Значи крај на денот се ве води за да купите нешто. Тоа е супер, нели? Вниманието, да. Значи вниманието е битно. Вниманието е ваше и вие сте одговорни за вашето внимание. Не дозволувајте и не си го давајте толку лесно вашето внимание на сите тие работи околу вас. Како тоа да се направи? Најдете вашата повисока цел, тренирајте фокус и тренирајте дисциплина и тренирајте здрави баундери, здрави граници. Како што кажавме, оттргнете се од луѓе с кои што не имаат никаков бенефит, од кои што немате вие никаков бенефит, оттргнете се од профили, заследете профили од кои што имате бенефит и филтрирајте си го времето како вие што сакате. Направете евалуација од кога ќе станете сабајле, кога идете во кревет навечер, колку време трошите на социјалните мрежи и лимитирајте го тоа. Може нема биде лесно на почеток, ама тоа е вашето внимание и вашето внимание го храни вашиот живот. Може да го храни вашиот живот, вашата цел или алгоритмот. Тачно. Тоа е тоа на крај. Да, одлично кажано, мислам дека може да почнеме со интересната вежба. Да. Thumbs up. Ја би те прашал прво thumbs up или thumbs down фудбал. Како е за тебе? Фудбал? Да. Искрено лично не гледам фудбал. Добро. Не гледам многу, значи порано сум гледал, сум навивал, али искрено мислам дека бар мене лично не ме интересира, не знам, ќе кажам thumbs down. Да, спортот одлична како перспектива, спортот како спорт е многу голем thumbs up. Да. Али лично за мене thumbs down. Добро. Под второ, дали бираш канцеларија или целиот свет како канцеларија? Thumbs up. Целиот свет како канцеларија. Дефинитивно thumbs up. Знаев дека тоа ќе го кажеш, ама сакав сепак да те прашам, и тераса или двор? Ова е тешко. Да, ова е тешко. Тука те патив. Мислам дека ќе кажам за двор.
thumbs За up. двор. Тераса не е thumbs down нормално, ама кој би бирал помеѓу Да. тераса или двор, би избрал двор. Јасно. Да те прашам, значи сега прво, преска баш ми текна, пица или пастрамајлија? Што е Леле, пица дефинитивно. Да. Дефинитивно, јас сум пицага и искрено еднаш од 2 недели знам да нарачам да се прејадам на вечер Така. пица. Тоа го гледам како читмил, она што викаме да се наградиме еднаш за вежбањето, за тоа што пазиме низ храна и едноставно пица, ама дефинитивно јас не сум пастрамајлија Пица не човек. треба да има повеќе изговор. од Да. Пица, те сваќам. Да. Само пица. Да. Второ би те прашал дали да се заработува на интернет или да се заработува од инвестиции. Кога мора да избереш едно. Кога мора да избереш едно, би дал на интернет, искрено. Јас лично би ги правил и двете, меѓутоа кога би требало да изберам едно, пошто треба да е она примарно, би го избрал интернет, затоа што го знам тој бизнис, искрено и знам како да го работам, а додека инвестиција би го стал примарно, не би имал од кај да имам примања за да инвестирам, така да би требало тоа да е обратно, така да Јасно, дефинитивно јасно. на интернет. Значи интернет thumbs up. Да. И последното би те прашал правење документарци Добро. или правење мини видеа на YouTube. Како почетник дефинитивно правење мини видеа, затоа што тоа е еден одличен почеток и чисто ние да се надградиме, да знаеме. Ја кога си го гледам моето прво видео на YouTube мене ми е сега смешно, ама тоа е било најдоброто за мене тогаш. Меѓутоа сега сум многу понапреднат, подобро зборам, подобро знам да се изразам, да комуницирам, така да за почетници дефинитивно би оние мини видеа, а понатаму би размислил и за документарец ако стварно сакам, еве како за оваа тема на пример денеска да направиме некоја студија, да извлечеме повеќе студии, да го испласираме тој да видиме пример каков фидбек има од луѓето, исто како социјална дилема што е еден од многу добрите документарци, искрено може и најдобар што сум го гледал. Значи thumbs up за YouTube видеа на почеток. Да. Супер, значи тоа беше за нашата тема денеска. Може ако сте заинтересирани да збориме повторно за некоја слична тема. Наредниот пат темата ќе биде исто така интересна, ќе биде малце споена со со денешната тема, но ќе се надоградува нормално за да ви помогнеме да си го подобрите животот и да ви се зголеми вашата свесност. Што и да ви интересира, прашајте слободно, пишете некој коментар, пишете што било за оваа тема, затоа што стварно имаме големо искуство во ова, сме работеле веќе 8 година, влагаме или 9, не ме држате за збор. Имаме огромно искуство, можеме све да споделиме со вас, не бараме ништо за возврат, така да слободно прашајте, ќе ви одговориме во наредното издание. Да, и ќе оставиме линк доле во четот за донација за гитара, за колку се за гитари да си купам некој курс, едноставно да веќе тој пример да го тргнам од емисија. Дечки, имајте убава вечер. Направите го тоа што ви го кажавме, обкружете се со убави креатори, имајте прекрасна вечер, јадете нешто убаво и тоа е тоа. Исто и од мене, прекрасна вечер и се слушаме во следната емисија. Чао.